Продолжува браното од културни настани кои се дел од 16-тата поред литературна манифестација Илинден 2015. Многу еминентни културни дејци, писатели, поети минуваат во Домот на културата во општина Илинден, а љубителите и почитувачите на пишаниот збор секојдневно уживаат во она што е програмска понуда на оваа етаблирана манифестација. Третиот ден резервиран за промоција на антологијата Светиот пат од авторот Раде Силјан. Промотивна реч за делото на авторот дадоа неговите колеги Паскал Гилевски и Стефан Влахов Мицов, кои направија толкување на делото, потенцирајќи го богатството и тежината на тоа што го создал Раде Силјан. Антологијата на балканскиот расказ и што излезе при крајот на минатата година и поезија од балканските народи под наслов Светиот пат се дела од исклучително значење не само за нашата книжевност и издавачка дејност, туку и за целиот регион. За прв пат овие два литературни жанрови, расказот и поезијата, преведени на македонски јазик, се објавуваат кај нас, но да истакнеме, такви потфати досега нема во ниједна друга балканска земја. Па според тоа, значењето на овие две книги е уште поголемо. Всушност, вакви капитални проекти би прилегало да ги реализираат цели институции кои се создадени за такви дејности. Но со ова воопшто не е намалено значењето на делото. Тие ја прават работата на авторот Раде Силјан посебна институција. Зошто досега во никој од 12 земји на Балканот не се направени такви антологии, а во секој од тие држави има безброј антологии за нивните творци. Оценката на тие вредности дури на локално ниво е проблем, од тука и потребата од канон. Второ, балканската психа и соодветно балканската литература е толку богата, таков меизоден лабиринт и космос, што е тешко да се свати во нејзината целосност, а уште помалку да се направи избор. Затоа за странците балканската душа, балканската историја, балканската литература секогаш се били тера инкогнита. Авторот на книгата со многу емоции се присети на времето кога со многу љубов и посветеност го создавал ова дело кое денес е дел од нашето издаваштво. Оваа книга јас се започнав да ја работам во 80-тите години на минатото столетие, во периодот кога работев како уредник на третата програма на Македонското радио. Тоаш постоеше, имавме една емисија Текови на поезијата, во која емитувавме поезија од македонски, балкански, европски и светски автори. Така го започнав моето патешествие во подготвувањето на ова антологија, збирка, крестоматија, книга, која според мене можеби ќе пополни одреден простор во нашето издаваштво. Ја почнав во време кога на Балканот постоја само 6 држави. Ја завршив денес кога на Балканот се реалност 12 држави. Неслучајно е одбрана токму општина Илинден за место каде ќе се промовира оваа моја антологија, бидејќи таа го носи најславното име во Македонија, а со оваа локална самоуправа раководи човек кој има слух за културата и дава безрезервна поддршка за незина промоција и токму затоа сакам првата книга од ова издание да му ја подарам токму нему, рече Раде Силјан. Присутните гости имаа можност да погледнат и да купат некоја книга, како и да уживаат во музиката на триото Пламенка Трајковска.